Карпушовците презедува задача да го освојат непријателското упориште во селското училиште, утврдено со шанци и бодликава жица. Непријателот се брани со рачни бомби и тешки митралези од кои исфрла убиствен оган кон борците на Карпушовиот батальон. На стемнување гори билјаче, татнат околните ридишта од разгорената битка. Победата е на дофат, си мисли командантот Христијан Карпуш. Во еден момент не го слуша дејството на неговата минофрлачка. Што се случува со неа? Го известуваат дека минофрлачката е во дефект. Привоѓа на местото од кое дејствува минофрлачката и стоечки се обидува да го отстрани дефектот. Другарите го советуваат да се засолни, на командантот е упорен. Продолжува со обидите да ја оспособи минофрлачката. Наеднаш се струполува ничком смртно погоден од митралески рафал. Најблиските до него го прифаќаат, го прашуваат да не е погоден. Во редовите на залегнатите борци на батальонот бргу се шири кобната вест. Командантот е тешко ранет. Карпуш е смртно застрелан. Заре мртов нашиот командант? Со насолзени очи и со неверување се прашуваат борците. Врамнини пиштат ветрови ладни и грч го грчи билјаче село. Беснеите вие планински бури, плачете мртви, рамнини бели. Извивај клетви народ поробен, денес се јунак од тебе дели. Вака го овековечи мигот на погибијата на својот сакан командант, карпушовецот Ацо Шопов. Борците со својот мртов командант на рацете се повлекуваат кон соседното село Себрат. Утредента на селските гробишта се постројуваат сите јужноморовски, косовски и македонски партизани. Се реда другари со поседен поздрав пред ковчегот на мртвиот командант. Од името на кумановските партизани говори Панче Пешев, а на партизаните од Србија Живоин Николиќ Брко. Со солзи во очите од Карпуш се простува и неговиот најстар брат Стојан Тодоровски Ларго, кој ќе не води во натамошните јуриши командант. Што ќе им кажам на нашите дома? Ти мирно почивај, а ние ќе те одмаздиме и ќе продолжиме по твојот пат. Грмнува почесен плотун за мртвиот командант. Ја цепи длабоката тишина во подножието на руен план. Немеат наведнатите глави на построените партизански единици. Другарите тивко го спуштаат ковчегот во ладниот гроб. Командантот го завршува својот голем борбен пат. Заминува во легенда и символ за тоа како треба да се сака и да се бори за слободата. Заминува запаметен како херој и легендарен партизански командант, една од најсветлите икони во плејадата борци за слободата на македонскиот народ. Еве врвам преку река, гледам душманот ме чека да се предадам. Зграбив пушка и заминав во планина. Сменив имиња и лица, и без жена, и без деца, еве остана. Но знам, јас не сум сам.
slušaj, jaz gi najdov, kako mene borci zbrani ne kriješe starica. I za nas ta umre bez glava. Bev me trojica ova utro, a samo jeden noć va žife, no toj ne sum jaz. Senka sum, a pejam nasi od glas. Samo veter se ga duva, spomenite gi čuva, če dojde sloboda. I našte senki, našte duši, sonea. Tebe veter se ga duva, spomenite gi čuva, gledam ide sloboda. Oj slobodo, ke zapeš i zrak.